Почитувани, во изминатиот период општина Берово успеа да одговори на предизвиците и во услови на глобална економска криза. Реализиравме проекти кои се насочени кон сериозно подобрување на инфраструктурата и развојот на општина Берово. После многу години стагнација започнавме со решавање на најголемиот проблем во Берово – патната инфраструктура. Ги асфалтиравме најруинираните улици Партизанска и Мирче Аце, а во моментот во тек е санација на ударните дупки во градот. Во рамките на проектот за чистење на коритата на поголемите реки во државата, го изчистивме коритото на река Дрегалница низ течението во градот Берово во должина од 1175 метри, а дополнително е извршено регулирање на коритото од 500 метри, како и чистење на неколку канали. Локалната власт во рамките на своите приоритетни активности ја имаше задачата да обезбеди квалитетна вода за пиење. За таа цел го променивме активниот јагнев во пречистителната станица, за кои беа потрошени 80.000 евра и комплетно ја изменивме азбестната водоводна мрежа на улицата Страшо Пинчов. Подобрено е собирањето на сметот од домовите на граѓаните. Набавени се и поставени 40 нови контейнери и 100 канти за отпад во градот и селските населби, а во план е купување на уште едно возило за подигање и превезување на комуналниот отпад. Општина Берово во соработка со Агенцијата за млади и спорт реализира проект со кој Берово, освен спортската сала, ќе добие уште еден капитален спортски објект. Во тек е изградба на градскиот фудбалски стадион. Во изминатиот период посветена е голема енергија за подобрување и промоција за развој на туризмот. За таа цел направен е туристички портал Визит Берово, кој ги промовира природните и културните знаменитости со кои располага општината и поширокиот регион. Преку порталот е предвидено да можат да се резервираат и места за сместување во сместувачките капацитети. Се аплицирани проекти за изградба на трим патеки околу езерото и туристичката населба Абланица со цел за побрз развој на туризмот со збогатување на туристичките содржини во Малешевијата. Еден од таквите проекти беше и за прв пат организираниот меѓународен етнофестивал, кој најде на огромен интерес на посетителите, на кој земаа учество околу 300 изведувачи од Америка, Австрија, Словенија, Србија, Бугарија и Македонија. До крајот на годината ќе реализираме уште еден познаечен капитален проект кој ќе го промени ликот на Берово. Почнуваме со целосна реконструкција на главната улица во градот, од полициската станица до музејот на градот Берово. Предвидена е изградба на атмосферска канализација, поплочување на тротоарите со бехатон и хортикултурно уредување на истата. Улицата комплетно ќе биде асфалтирана, со што влезот на Берово конечно ќе добие европски модерен изглед. Висината на проектот изнесува 12 милиони денари, од кои 6 милиони денари се донација од Швајцарската агенција за развој и соработка, а 6 милиони денари се средства на општина Берово. Сакам да го изразам моето задоволство што општина Берово повторно е избрана за учесник во проектот Форум во заедниците, со кој граѓаните преку 6 форумски сесии ќе го креираат буџетот во општината за 2010 година и сами ќе одлучат каде да се инвестираат 8 милиони денари, од кои 6 милиони денари се обезбедени повторно од Швајцарската агенција за развој и 2 милиони денари од општината. И во петомесечниот временски период, како локална власт, изготвивме и аплициравме преку општината уште 6 проекти за подобрување на инфраструктурата во селските населби – Митрашинци, Будинарци, Русиново, Мачево и Двориште. Ви благодарам на вниманието.